Прво, ја повикувам јавната обвинителка да го потврди веродостојноста на записникот кој што е направен и честно е да каже дали тоа е така кажано. Второ, секако дека ќе тужиме, заради тоа што тоа не е точно. Апсолутно, јас неколку пати отфрлав секаква било каква поврзаност со Боки 13 врзана или со Боријан Јовановски врзана со случајот Рекет. И до ден денеска стојам на тие ставови, сакам да биде објавено, сакам да каже секој. Апсолутно обврска на обвинителството е да објави јавно дали тоа така е кажано. Јас како што видов и прочитав рано наутро дека има една страна од еден записник објавено и после тоа се прераскажува, кој што представува навистина сериозна манипулација. Јас сакам секогаш да ги охрабрам новинарите да истражуваат, секој пат да го доловат се што е важно за јавноста, но да прават манипулации, секако за тоа има одговорност. Јас лично, а верувам заедно со мене Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Просина Ременски, сите што сме спомнати таму, ќе ги повикам заедно со мене да поднесат тужба за клевета и таму да ги отвориме документите и на поведок на јавноста да докажеме дека новинарот кој што го лиферува ваквиот запис лаже. Вчера ова што беше објавено сум спомнат и јас, почнувајќи од мене. За било кој политичар и за било кој во државата одговорност мора да има, доколку се докаже дека е виновен. Секако ако има било какви индиции за вмешаност, веднаш ќе побараме политичка одговорност, односно оградување од политиките, од општествените институции, за да можеме да овозможиме процесите да течат независно преку истрагата и да бидат докажени до самиот крај. Дали некој е виновен или секако, како што реков, тоа ќе може да биде исто така и можност за одредени преку шпекулација осомничени лица да се го исчистат и својот образ. Јас сум транспарентен, секогаш ги кажувам моите чувства и само ќе ги повторам. Јас лично не верувам дека некој од високите функционери на СДСМ е инволвиран, но секако оставам истрагата тоа да го докаже. Реков уште еднаш, законот важи за сите, без разлика, дали е функционер, дали не е функционер, дали е обичен граѓанин, дали извршува висока општествена функција, висока политичка функција и слично, законот мора да важи еднакво за сите и секој што е инволвиран мора и никако поинако да си одговара за самата таа работа. Ја охрабрувам истрагата, го охрабрувам јавното обвинителство, целокупното правосудство. Наша обврска како извршна власт е да создадеме услови на вистина на независна истрага, на целосна постапка која што ќе ги даде сите одговори, целата вистина за граѓаните. И уште еднаш кажувам, тоа е убав мегдан, тоа е предизвик да покажеме сите како држава дали знаеме да се справуваме со вакви девијантни криминални појави кои што ни случуваат во општеството. Вакви случаи се случуваат насекаде во светот. Прашањето е како тоа државата се справува со нив преку сите повикани согласно закон институции.